сооштенија, а федерацијата не издржа, потклекна на притисокот и се реши за опасен преседан. Прв пат во историјата на македонската кошарка ваков значаен надпревар ќе водат судии од страна. Федерацијата и клубовите како да не веруваат на македонските арбитри, иако не поделен впечатокот дека тие се најмалиот проблем на македонската кошарка. МКФ ги задоволи клубовите, дозволувајќи потесниот да го победи поширокиот кошаркарски интерес, а во таква ситуација свесни сме сите дека оваа мајсторка не може и нема да биде уживање за сите кошаркарски чинители. И по неа некој ќе биде незадоволен, и по неа некој ќе загуби. Се разбира дека и овие тројца арбитри, Мехмет Кесератар, Фатих Арсаноглу и Мехмет Карабилечен, не може да одсудат надпревар без грешка. Судиските грешки се составен дел од секоја средба, како и тренерските, како и играчките, како и оние на коментаторите и на известувачите, а овој преседан на МКФ удри жестоко по македонската судиска организација. Добро е што ова е најпосетениот надпревар во Јане Сандански во оваа надпреварувачка сезона на домашната сцена. Тргна мечот со напад на МЗТ Скопје, 1000 љубители го следат и се надеваме дека во една ваква ситуација како што може, ова ќе биде сепак празник на кошарката. Дреновац на влез, и ги првите поени на надпреварот. Ѓорđе Дреновац го преспа претходниот дуел, но сега отвора со кош. Синовец, Лалич, па се разбира Тейнс. Покрај Дреновац се во петорката на МЗТ. Мавра го промаши првиот удар за Карпо Соколи. Трајковски ја прави првата лична грешка. Тука се Лабович, Соколов и Пенов. Еден нереализиран напад на Карпо Соколи. И гостите ќе имаат навивачка група овде во салата Јане Сандански, но се разбира дека главната поддршка е за домашниот состав. Данило Мијатовиќ. 4-0. Два влеза, 4 коша од рекетот за екипата на МЗТ Скопје. Овој пат Мавра не можеше да затвори. Сега Соколов пробива во рекетот. Па Лабович овде не би требало да има проблеми, а има и со дополнителна интервенција и акција Лабович реализира со офанзивен скок. 12,2 е неговиот просек. Тој е еден од четворицата кошаркари на Карпо Соколи со двоцифрен ефект во оваа финална серија. Тейнс. Лалич. Вади за Синовец. Не погодува тројка Стефан Синовец. Одигра еден добар надпревар пред 3 дена на противнички паркет. Соколов. А Трајковски. Не успеа да реализира Бојан Трајковски. Даде 14 коша на вториот меч во оваа серија, во оваа иста сала. Лалич. Дреновац. Од место. Права тројка на надпреварот. Ѓорđе Дреновац. Поголеми се изгледите на МЗТ Скопје за победа, ако Дреновац биде на вообичаениот ефект од првата, втората и третата средба. 16 коше се вкупниот негов просек во оваа низа, но даде само 5 на четвртиот надпревар. Еве лична грешка над Дарко Соколов од Јуре Лалич. По еден прекршок на двете страни. Еве го тој момент кога Лалич удри во Соколов. Мавра. Оди на влез, турнате Мавра и овој пат запред Мавра. Се обиди на почетокот на мечот, промаши еден шут, еве го тој контакт со Данило Мијатовиќ, нема збор дека ова е фаул. И застанува на линијата за слободни фрлања Доминик Мавра. Беше во постојан раст на поените во оваа финална серија се до четвртиот надпревар, кога даде 11, просекот му е 17 коша на Доминик Мавра. Од оваа позиција во нашата лига и
сосема пристоен, сосема солиден, со 82% реализација меѓу оние најсигурните изведувачи на слободни фрлања кај Карпо Соколи. 7-4, два пати прецизен Мавра. Тейнс. Синовец за Лалич, тука е Лабович. Уште 9 секунди за ова акција, Лалич додава за Синовец. Неколку блока на играчите на МЗТ, за да дојде Синовец во позиција да шутира за тројка. Негов втор промашен шут зад линијата. Сега на влез Чомагич. Прекршок Дреновац. Ова ќе бидат две слободни за Жарко Чомагич. 9, 8, 7 и пак 9 поени за Чомагич во ова финална серија. Трет тимски фаул за МЗТ, но два од нив завршуваат со слободни. Беа во позиција кога играчите на Соколи се заканија кон противничкиот кош. Непрецизен Чомагич. Два пати неуспешен. Во меч во кој што и пеналите може да бидат значаен фактор. Дреновац. И додавање за Лалич, едно лоп додавање што го прибра крватот. Прави поени за Јуре Лалич. Освен онаа тројка на Дреновац, сите кошеви се од рекетот за МЗТ Скопје. Еве го Доминик Мавра. Во карактеристичен, во нему својствен стил. Тројка. Прва за Карпо Соколи. Еве простор, може би за прво водство на гостинскиот состав. Лабович бие за тројка. Не успева Драган Лабович. Се лути Николич. Може би имаше и поинаков начин Карпо Соколи да ја заврши оваа контра. Лабович знае да погоди тројка, иако на четвртиот меч не беше на потребното ниво кога се ударите зад линијата во прашање. Ксавиер Тейнс, голема далечина, не погодува. Синовец офанзивен скок и тој не погодува, се бори уште еднаш, меѓутоа Чомагич е тука. Мавра. Блок на Трајковски, игра 2 на 2, Трајковски додава за Лабович. Циркулира оваа топка, полудистанца, Чомагич, први поени. Ако не оди од линијата, може од вакви шутеви. 9-9. Така да го фаќаат Соколите потребниот ритам на средина на првиот период. Па Дреновац на влез. Не успева да погоди. Битка во рекетот. Дреновац и Лалич. МЗТ останува во напад. Уште еднаш тој момент. Обидот на Чомагич. И на крајот Лабович ја исфрли таа топка. Тешка ситуација за Мијатович. Го излече овој удар Данило Мијатович. 8 поен од рекет за МЗТ Скопје. Податок што се разбира зборува доволно. Мавра. Трајковски. Еве го Бојан Трајковски. Негова прва тројка, први поени на мечот воопшто. А втора тројка за Карпо Соколи и прво водство на гостинскиот состав. Ќе биде значено за успех на Карпо Соколи да профункционира и Бојан Трајковски на ниво на оние надпревари од Јадранската кошаркарска лига. Даде 5 во првиот, 14 во вториот, ниту еден во третиот и 10 во четвртиот надпревар. Тоа е нешто над 7 во просек за Бојан Трајковски. Мијатович и Чомагич. Има предност Мијатович, затоа доаѓа Лабович на помош, но Чомагич претходно направи прекршок, лична грешка. Трета тимска за екипата на Карпо Соколи, а втора за Жарко Чомагич. Тейнс. Мијатович, сега против Трајковски. Се сврте Мијатович, ја испушти топката. Се одбрани Трајковски. Застана цврсто
Еве го тој момент и немаше допир од Трајковски. Анте Назор дојде како трет тренер во оваа сезона во МЗТ Скопје. Успеа да го освои купот, целта е титулата, но еве го од Чомагич. Трета тројка Карпош Соколи, 5-ти поен. Чомагич тргна шутот на Соколи, тајмаут бара Назор, затоа што противникот има предност од 15 спрема 11 во 6-та минута од мечот. Само десно, Ljudi moji, ne možemo igrati ovako neozbiljno, posebno na Vavru. Nema ispod, je li okej? I odmah budite spremni kad je istrčavanje ovdje da stanemo. Imali smo mali pauz. Strana pomoć isto reagira, svi sprint nazad, ako nema skoka. On se samo nastavi igrati, ajde. Ajde. Okej. Idemo 3 down motion. Je. Da se gleda ovaj pas. Ovdje. Znači dobar ovdje pas, blok. Jel u redu? Jaki blok, atak. Danilo, gledaj. I onda jako. Znači ideš odmah ovdje Sinovcu u blok, ne Sinović gleda, pa ti ideš Sinovcu u blok i odigraj ovdje pick and roll. Ajde. 1, 2, 3. Ima mali blok. 15-11 предност за Соколи кои што дадоа 3 тројки од 5 шута. Тоа е 60% реализација, далеку подобри од оние надпревари кога Соколи победува во на финална серија. Има најмногу 40% шут за тројка. 5 од 12 шутот од поле за МЗТ Скопје, а 5 од 9 на екипата на Карпош Соколи. Тука е таа разлика во нијанса. Сега удвојување таму на Синовец, притисок на топка, Лабович и Соколов, има чекори. Уште една грешка за МЗТ. Еве го тој момент, Јатовиќ тргна напред, ја спушти потоа топката, реагираа судиите. Мавра. Трајковски, одсвртување, тешка позиција за Бојан Трајковски. И шири рацете Драган Николич. Ова се моменти кога противникот треба да биде казнет, а од друга страна пак еве го Ксавиер Теймс на влез, кошот не важи според судиите. Влезот на Теймс, прекршокот на Мавра, по кој што ќе има топка од страна. Кендрик Пери влегува во игра на местото на Мавра, кој што ја заработи првата лична грешка. Соколи веќе го исполнија бонусот на 3:48 до крајот на првиот период. Дреновац. Чекори, Ѓорđe Дреновац излизга во овој обид да го издрибла Бојан Трајковски. 2 напада поред по тајмаутот на Назор. МЗТ Скопје ги завршува со чекори. Добива опомена Дреновац од судиите да не протестира. Еве го тој момент и еве го тоа лизгање и движењето потоа што судиите го забележаа, нема дилеми. Трајковски додава за Соколов, одличен Дреновац во одбрана и тргнува сега сам во контра. Дреновац добар дриблинг. 7 поен, Ѓорđe Дреновац. Потребно е да се разиграат и другите. Пери. Трајковски на блок. Не успева сега овој така наречен пик and pop Бојан Трајковски да погоди. А сега прави прекршок над Теймс. Имаше право на ваков фаул, за да нема лесен влез на Ксавиер Теймс и лесни поени. А и ова е четврти прекршок за, односно веќе петти, простете, за Карпош Соколи, што значи дека ќе се најде на линијата за слободни фрлања Ксавиер Теймс, а ке МЗТ Скопје на паркетот и Шарлон Клов на местото на Стефан Синовец.
Ксавиер Теймс, 15 коша во просек во оваа финална серија. Подобри од него се само Клов и Дреновац за по 1 поен. Промашување на Ксавиер Теймс од линијата за слободни. Два фаула претходно промаши Чомагич за Карпо Соколи, половична реализација Теймс. 3-0, една мала низа на МЗТ Скопје по тајмаутот на Назор на 15-11. Кендрик Пери. Чомагич. Два додавање Лабович, сега Зекович во рекетот, не успеа да се снајде, влезе на местото на Трајковски. Тргнува напред на пробив Шарлон Клов, ке подзастане. И ке чека блок. Минува крај Зекович, некој е слободен. Теймс, па Дреновац за тројка. Нема, тука е Мијатович, офанзивен скок. Ксавиер Теймс, оди на флоутер, од полудистанца, добро решение Теймс. Ја враќа предноста МЗТ. И тоа во фаза кога по тајмаутот на Назор направи два пати чекори во два напада. Зекович. Офанзивен скок и кошеви на Чомагич. 7 поен за Жарко Чомагич. Одличен негов ефект по оние нереализирани два пенала. Дреновац. Излезе Лабович на него, рекетот затоа е празен, беше Мавра против Лалич, но не го одигра тоа најдобро кошаркарите на МЗТ Скопје, затоа пак работи сега офанзивниот скок. Втор пат поред, Данило Мијатович. Теймс. Затворен е добро, Теймс. Форсира, не успева. Пети поен, Ксавиер Теймс. 18-17. Пери. Против Мијатович, тоа е висок-низок ситуација. Додава за Лабович, па Зекович над човек. Скоро промашување на Драган Зекович. Бара Назор брзо да оди оваа акција, брзо да се пренесе топката, затоа што Пери е сам со Мијатович во рекетот. Тоа беше сигнализацијата на Назор, да оди веднаш топка кон Мијатович, за да ја искористи својата височина и сила против Кендрик Пери, кој што мораше да фаулира, тука немаше друг избор, а Мијатович ке треба да се помачи од линијата за слободни фрлања. 12 коше, неговиот просек во оваа финална серија. Од линијата шутира со 76% реализација, значи 3 од 4. Лаличе на клупата, на негово место Љубомир Младеновски во таа ротација на позиција 5. 6 коша за Мијатович. Серија од 9-2 на екипата на МЗТ Скопје по тајмаутот на Назор. Од 11-15, сега е 20-17. Последна минута од првиот период. Мавра. Се враќа на паркетот Мавра, па Лабович се врати да шутира за тројка. Не успеа, се бори таму Зекович. Имало лична грешка. Мислам дека е од Шарлон Клов досудена, ќе видиме. Не, број 15 Младеновски. Ова е четврти тимски фаул за МЗТ. Затоа нема слободни фрлања. Се отвора Мавра. Останува против Мијатович. Мавра се обиде да додаде за Зекович, чита Шарлон Клов и оди сам до крај во контра. Прави поени за Клов. 22-17. На крајот ова може да биде и сосема пристојна предност за МЗТ Скопје. Назор бара агресивна одбрана над Пери. Тргнува Кендрик Пери, Лабович и погодува тројка Драган Лабович. Четврта тројка за Карпо Соколи, 5 коша за Лабович, 22-20. Рамноправен прв период како најава за нова драма, можеби голема битка за титулата во нашиот кошаркарски шампионат.
Се враќаме во арената Јане Сандански во Скопје. 22-20, предност за МЗТ против Карпо Соколи во мајсторката, во решавачкиот надпревар за титула во нашиот кошаркарски шампионат. Прав напад за Соколи, Лабовиќ за тројка, погодува. 8 поен за Лабовиќ, 2 тројки поред, веќе 5-та тројка за Карпо Соколи. Тоа е добар шут на Соколи зад линијата. 5 од 8, ако можам да избројам добро. Ја враќаат предноста Соколи. Клов, Теймс, Лалич, Дреновац и Мијатовиќ во петорката за МЗТ, промаши Шарлон Клов, Пери, Лабовиќ, Мавра, Чомагиќ и Зековиќ за екипата на Карпо Соколи. Еве го прекршокот на Ксавиер Теймс, за него прв. Мавра. Сега против Лалич, ќе го искористи тоа Мавра за шут за тројка од огромна далечина, што е специјалност за Доминик Мавра. Прочита Лалич дека ќе има шут за тројка, тргна да блокира, не успеа, не стигна. 22-26 стои на семафорот, серија 9-0 за екипата на Карпо Соколи, серија од 3 тројки. Ова серија од 9-0 е направена за краток временски интервал, за минута и половина, на крајот на првиот и на почетокот на вториот период. Теймс. Излезе на него Лабовиќ во овој блок. Шарлон Клов се обидува и враќа со тројка. Нерешено е. Втора тројка за екипата на МЗТ Скопје. 5 поен за Клов. Сега Мавра. Ја изфрли тој топката во аут. Не изравнување, туку поен предност за Карпо Соколи, беше плюс 4. И стигнува поддршката од трибините за домашниот состав. Дреновац. Така бранат сега во ова игра 2-2 со Лабовиќ напред до средината на теренот кај играчот што ја води топката кај МЗТ. Теймс. Тоа значи дека МЗТ може да дојде до предност. Овој пат Теймс не успеа да реализира од непосредна близина. Кендрик Пери, сега тој пробива од табла. Погодува Пери, има и слободно фрлање од Данило Мијатовиќ. Прв кош на Кендрик Пери. Ќе има и дополнително слободно фрлање. Еве го тој момент. И еден мал контакт што судиите го оценија како лична грешка и тоа втора за Данило Мијатовиќ. Прв кошаркар е кај МЗТ со 2 фаула, повлечен е Лабовиќ од игра. На теренот како центарска двојка се Зековиќ и Кнежевиќ кај Соколи. Стојан Ѓуровски па го менува Мијатовиќ. Кој што велам рано, еве, во ова 13-та минута на незиниот почеток доаѓа до 2 фаула. 3 коша од овој напад за Кендрик Пери. Имаше една фуриозна втора четвртина Пери на претходниот надпревар на домашен терен. Даде 20 коша во првиот дел од таа средба. Теймс на влез, погодува Теймс. Има и лична грешка од Кнежевиќ. Или Пери, да видиме. Пери сепак. За Ксавиер Теймс, 7 коша до сега. Ќе има и дополнително слободно фрлање. Четиринаесет, 10, 22, 13 коша. Стандарден е Ксавиер Теймс во ова финална серија, а продолжува во истил. 8 поени, тој е прв стрелец сега кај МЗТ. 7 коши има Дреновац, 6 Мијатовиќ, 5 Клов,
И 2 Лалич. Чомагич. Не успеа да погоди Жарко Чомагич, останува на 7 поени, по 8 имаат Лавовиќ и Мавра кај Соколи, а по 3 Трајковски и Кендрик Пери. Теймс додава за Лалич, ова е негова позиција. Не успева Лалич, меѓутоа има лична грешка. Ја припади топката, некој туркаше, Шарлон Клов. Еве го штена што е момент. Клов и Кнежевиќ реагираа судиите. Ред тимски фаул за екипата на МСТ Скопје. А личната грешка му е впишена на Лалич. И за него, како и за Мијатовиќ, тоа е втор прекршок. Дарко Соколов се враќа на теренот, додава за Кнежевиќ. Па еве го сега Зековиќ, но нема да важи кошот, има чекори, велат судиите. Останува 29-28. Еве уште една таа ситуација, Соколов, Зековиќ. И чекорите потоа на Зековиќ, кој што ќе чека нова шанса за први кошеви на меч. Фаул на Кнежевиќ против Дреновац. Останува и натаму центарот на Соколи, постојано да биде до бекот во правењето блок. Промена Пенов Чомагич. Теймс. Лалич на блок. Савиер Теймс против Соколов. Сега лична грешка на Дарко Соколов. Трет тимски фаул на Соколи. За Дарко Соколов тоа е прв прекршок. Шарлон Клов. Излегува Лалич, потоа се отвара во рекетот. Клов се обидува да реализира од полудистанца, не успева. Голема битка во рекетот. Пенов ја спаси таа топка. Дарко Соколов. Има простор за влез. Соколов на крајот сам завршува. Кнежевиќ е тука, па Зековиќ за тројка. Го наградува овој офанзивен скок на Кнежевиќ. Седма тројка за екипата на Карпо Соколи. Прв поен за Зековиќ. Од овие 32 коша, 21 за Соколи се со шут од далечина. Шарлон Клов на влез на втор обрач. Има прекршок. Ќе има и две слободни фрлања за Клов. Ево го тој момент и дуелот на Кнежевиќ и на Клов, по кој што Кнежевиќ ја заработува втората лична грешка. Кој исполнија бонусот? Кошаркарите на Карпо Соколи. Шарлон Клов. Негов шести поен. Повторно Дреновац, Теймс и Клов се предводници, носители на играта на МСТ. Тука некаде и Мијатовиќ со 6 коша, а 7 има Шарлон Клов, колку и Дреновац. 8 Теймс. Мавра. За разлика од другите центри на Карпо Соколи, Кнежевиќ не шутира тројка. Дарко Соколов. Уште 4 секунди за ова акција, затоа Соколов
инсистираше на еден ваков влез, а во рекетот Душан Кнежевиќ прави лична грешка. Туркаше. Тоа значи дека ќе има две слободни фрлања. Еве го тој момент. И туркањето од Кнежевиќ, што му возможува на Ѓорđe Дреновац со реализација на два пенала да го изравни резултатот. Трет фаул е тоа на Кнежевиќ. Повлечен е од игра, се враќа Лабовиќ на центарското место кај Карпо Соколи. А еве го Ѓорđe Дреновац застана, подолг временски интервал на 7 коша. Еве го неговиот осми. И 9. Нерешено, 32-32. Пет поени беше највисоката разлика за МЗТ, 4 за Карпо Соколи. Не успеа уште еден обид за тројка на гостинскиот состав и еве го сега Дреновац. Немаше простор за влез. Стојан Ѓуровски запира. Позиционен, долг напад. Уште 10 секунди за него. Теймс. Не успеа, па Соколов ја прибира таа топка. Тркнува во брз напад Дарко Соколов со идеја токму ваква, да се проигра Лабовиќ, кој што имаше предност во однос на Дреновац и на Ѓуровски во рекетот. Немаше чисто додавање, но ќе остане Карпо Соколи во напад, а еве го и Бојан Трајковски се враќа на теренот. Гледаме дека последен со топката играше Ѓорđe Дреновац. Пери. Лабовиќ против Ѓуровски. Лабовиќ не успеа овој ролинг. Лабовиќ. Па сега Клов. Isforsira šut za trojke i pogodува Шарлон Клов. Негов 10-ти поен. Прв играч до двоцифрен број поени на мечот. Трета тројка за МЗТ. 35-32. Серија од 7-0 за МЗТ. Тајмаут бара Драган Николич. Još ga jače unesi u taj koš, brad, Đurovski na low post. Znači, idite iz... Bojan na low post. Ovako. Eri Ordare, Sajd, napravite Beno Ordare, napravi late screen for Bojan. And go here, Labo. Znači, ti kontroliši ovde ovaj ulazak, da prvo napravimo kao da je dres, ali vi napravite blok za Bojana i nastavite kreću gore. Traži Bojana dole. Traži još nisu bonusi. To je prva opcija sada. Pazi na izvođenje lopte. Labo, ti budi četvrti ovde na izvođenju, Bojan je peti na onoj polovini. Ajmo, ljudi. Ajde. Ajmo. Karpoš! Sokoli! Ajde! Само за илустрација на оние што подоцна евентуално се вклучија во преносот. 7-4 за МЗТ, па 9-9, 11-12, 11-15, предност за Соколи, 22-17, некаде пред крајот на првиот период, по 10 минути игра, 22-20, потоа 22-26, пак плюс 4 за Соколи, сега е 35-32 со серија од 7-0 на домашниот состав. Значи, на периоди едните и другите играат добро, влегуваат во серија, во низа, резултатот е тука некаде по 16 минути игра. Трајковски против Ѓуровски. Добар во одбраната Ѓуровски. Ја изби таа топка, прифаќа Клов. Сега што од оваа контра има лична грешка на Лабовиќ. Прв фаул за Лабовиќ. На претходниот меч влезе во проблеми со личните грешки, сега добро менаџираше, но она што е лошо за Соколи е по тајмаутот на Драган Николич, на кој што инсистираше српскиот стратег да завршува акцијата преку Трајковски. МЗТ се одбрани, Лабовиќ направи прекршок, Ѓуровски реализира од линијата.
коша Стојан Ѓуровски. 37-32. МЗТ пак доаѓа до највисоките 5 предност. Тоа и се допаѓа на публиката, се ори песна како ретко кого оваа сезона во Јанес Андерсен. Мавра. Еве го Лабовиќ од далечина. Извонреден е Лабовиќ. 3 тројки поред. 11 коша на Драган Лабовиќ. 8 тројка за екипата на Карпо Соколи. Значајна за Лабовиќ кога неговиот тим беше во мала криза во овој надпревар. Шарлон Клов. Добар потек Клов и потоа прекршен. Треба да е од Лабовиќ. Или од Трајковски, да видиме. Еве го тој момент, излезе тука од игра Лабовиќ и мислам дека е досудена личната грешка на Трајковски, не мислам, туку сигурен сум. И таа е веќе трета лична за Бојан Трајковски. Што му овозможува на Шарлон Клов да реализира, да дојде до 12 коша. 11 има Лабовиќ кај Карпо Соколи. Трајковски оди на влесно, полудистанца, не успева да погоди Бојан Трајковски. Остана на единствената тројка што ја даде во првиот период. Сега Мијатовиќ со многу мака ја прифати оваа топка, па Дреновац не успева да постигне тројка и Кендрик Пери прифаќа, а некој направи лична грешка. Стојан Ѓуровски со број 7. Тука беше Мијатовиќ. Добра е ова вест за Анте Назор со оглед дека Мијатовиќ има веќе 2 фаула. Кој исполнија бонусот и кошаркарите на МЗТ Скопје. Плюс 4, завршни 3 минути од првиот дел. Мавра на влез од табла, нема кош. Прифаќа Шарлон Клов. И сега се развива контра на МЗТ Скопје. Клов до крај. From coast to coast, затоа што велат коментаторите во НБА лигата. Преку цел терен. 14 коша Клов, плюс 6 за МЗТ. Пери се обидува да врати. Не успева, но тука е со офанзивен скок Зековиќ. Пети поен Зековиќ. Нема да го заборавиме моментот кога МЗТ имаше 41-35, затоа што тоа е највисоката разлика за кој било од двата тима до сега. Шарлон Клов. Ѓуровски за тројка. И Дреновац погодува. 11 коша. Пат на Пери. Судиите не санкционира нов тайм-аут за Драган Николич, затоа што противникот има разлика од 43-37, плюс 6. Појачај само, појачај! Very good solution is pick or pick on the side. Одите на скок сите, немој бе да чекате. Isto, koga čuva Drenovac ili Simovac, ne pravi Peri u jak blok. Nemam treći time-out. To kad budem rekao najte. Down, first option, play. Не скакајте, Клов, не си играјте Куров, немој да се Van, Јако искакајте. napravi onaj blok. Laba neka ide u gaz. Second blok. Second blok. Mavra Orso, follow on Peri street. Van. You play that. Ајде! Појачај само! Не сме може. Асистентот на Драган Николич, Борче Даскаловски, побара силна одбрана со искакање, како што го нарекуваат тоа тренерите,
на центарот, нешто што го правеше тимот на Карпус Соколи на овој надпревар, а Шарлон Клов дојде до 14 коша, иако не беше во стартната петорка на овој надпревар. 6 поени се разбира, не е голема разлика, ниту за крајот на ова прво полувреме, за овие завршни 2 минути, нешто помалку од 2 минути. Да не зборуваме и за целиот надпревар, и за продолжувањето, за оние втори 20 минути. Се брише паркетот пред клупата на Карпус Соколи, затоа е овој прекин. Се чека моментот судиите да дадат знак за да продолжи средбата. Реков Клов 14 коша, 11 Дреновац, 8 Теймс, 6 Мјатовиќ и по 2 Ѓуровски и Лалич. Кај Карпус Соколи 11 поени Лабовиќ, 8 Мавра, 7 Чомагиќ, 5 за Зековиќ и по 3 за Трајковски и за Кендрик Пери. Мавра. Пери. Излезе Лабовиќ на блок, тука е сега Мјатовиќ. Па Пери, 4 секунди за ова акција. Треба да привршува нападот. Соколов за тројка. Не успева да погоди, но прибаќа Соколов и на крајот со кош за Лабовиќ од офанзивен скок. Ова е поен од трета шанса, не од втора. Значаен кош за Карпус Соколи. По 2 промашувања на Дарко Соколов. Синовец по подолго време се враќа на паркетот, се уште е без кош. И сега Ѓуровски за тројка. Не успева да погоди. Тука е Доминик Мавра. Мавра на влез. Пери. Има уште доволно време за ова акција, иако Пери оди во рекетот. Има лична грешка. Ѓорđe Дреновац и ке застане на линијата за слободни фрлања Кендрик Пери. Еве го уште на тој момент се движеше Дреновац, иницираше контакт. На потек е Пери. За сега 3 коша. 20,8 е неговиот просек во оваа финална серија. Или редоследно 21, 14, 24 и 24 поени. Ова за сега е негова најслаба партија. Еви со промашување од линијата, трето за Соколи во ова прво полувреме. Еве го и четвртото, 4 промашени слободни фрлања. 2 Чомагиќ, 2 Пери. Шарлон Клов, оди на влез Клов. Сега неуспешен, но тука е Дреновац. Некако повешто од Лабовиќ, со можности да ја искористи неговата брзина на овој влез. Лабовиќ прави прекршок. За Лабовиќ втора лична грешка. А за Дреновац шанса од линијата за слободни фрлања. Еве го тоа туркање на Лабовиќ. 84,6% во нашата лига е реализацијата на Дреновац на пеналите. Подобар од него е само Теймс. Коша Дреновац. Еве го и 13-тиот. Плюс 6. Се ближи крајот на првиот дел. Има време за напати за МЗТ Скопје. Најмалку 8 секунди. Ако Карпус Соколи ги потроше сите 24 од овој напад. Пери. Шут за тројка. Кратко. Дреновац. Уште 7 секунди, но ја губи топката Дреновац. Оди Дарко Соколов, побрзе од Мјатовиќ. Подарок поени за Соколов, за него први. За крај на првиот дел, 45 спрема 41, плюс 4 за МЗТ Скопје во еден неизвесен надпревар во кој што и едните и другите има добри и лоши моменти, а на крајот по 2 коша разлики во првиот и во вториот период за актуелниот првак. 22-20, 23-21 вкупно
45-41 со 14 коша на Шарлон Клов, 13 на Дреновац, 8 за Теймс, 6 Мијатовиќ и по 2 Ѓуровски и Лалич. Кај Карпо Соколи 13 поени Лабовиќ, 8 Мавра, 7 Чомагиќ, 5 за Зековиќ и по 3 за Пери и за Трајковски. Дарко Соколов го завршува овој прв дел со 2 коша. 4 разлика не е голема предност, највисоката за тимот на Анте Назор беше 6 коша, 4 разлика имаше Карпо Соколија. Погледнете како Назор реагира за оние подарени 2 коша на крајот на полувремето за Дарко Соколов. Ке биде неизвестно интересно и во вториот дел од надпреварот без никакви дилеми. Мазата Карпо Соколи 45-41. Малку одмор, па се враќаме во Јанес Андерсен. – 45-41. Предност за МЗТ Скопје во мајсторката, во решавачкиот, завршниот надпревар против Карпо Соколи за титулата во нашиот шампионат. По 5 трофеи, едно по друго, МЗТ е прв пат во ситуација преку мајсторка да дојде до титула, втор пат на домашен паркет, затоа што 4 од тие 5 титули предходно прослави на гости. 12-то финале за МЗТ, прво за Карпо Соколи, прва можност за Соколите да дојдат до двојна круна, но првиот напад во третиот период е за МЗТ Скопје. Клов, Теймс, Лалич, Дреновац и Мијатовиќ за МЗТ. Лабовиќ, Трајковски, Пери, Чомагиќ и Мавра за Карпо Соколи. Првиот напад е нереализиран. Останува плюс 4. 6 беше највисоката разлика за МЗТ, а 4 за Карпо Соколи, што доволно зборува за изедначеноста во досегашниот тек од надпреварот. По овој мал фудбал, ево Мавра со обид за тројка. Одличен беше шутот на тројка на Соколи во првиот дел. 8 од 16, 50%. Теймс реализира. 10 коша за Ксавир Теймс. Главно изедначени параметрите, подобар шут за тројка на Карпо Соколи, МЗТ подобар шут за 2 поена и значително подобар скок. Сега Бојан Трајковски приваќа отпадок за 5-ти поен. Клов, па Теймс. Пред него Кендрик Пери. Шарлон Клов додава за Лалич. Лабовиќ добро поставен, па Мијатовиќ, 5 секунди за ова акција. Шарлон Клов против Мавра, над човек, тешка позиција, се види дека нема да погоди. Лалич прифати топка, меѓутоа измина времето за напад. Мавра. Пери, агресивен Шарлон Клов, овој пат преагресивен, но прави овој прекршок, втор за него, а прв тимски за МЗТ Скопје во третиот период. Мавра за Лабовиќ. Мавра од позиција за тројка, 2 промашени шута за Карпо Соколи зад линијата.
И двата за Доминик Мавра. Затоа на влез оди Клов, погодува, има и дополнително слободно полење. Некој направи прекршок кој што едноставно не смееше да го направи и е подарок за противникот. Еве го Драган Лабовиќ. Недоволно цврст во стартот за да може докрај да го запре противникот, за него трета лична грешка. А долго време немаше ниту еден фаул. 7 разлика, највисока за МЗТ Скопје, највисока воопшто на надпреварот. 17 поен. 50-43. Трајковски против Мијатовиќ. Отсвртување Трајковски, нема поени. Ја прибира оваа топка Мијатовиќ. Его МЗТ со шанса да се доближи до двоцифрена позитива. Клов. Лалич подава за Теймс, стигна Мавра да фаулира. Не беше доволно брз. Доминик Мавра кој искористи тоа Теймс за дриблинг и немаше друга алтернатива Мавра. Повлечене од игра Кендрик Пери. Се враќа Дарко Соколов. Лалич против Соколов и не погодува Јуре Лалич. Останува на 2 коша. Ова е ситуација што центар како него едноставно мора да ја искористи за коши за фаул. Добива аплаузи од клупата на МЗТ Скопје. Еве ги на нозе и гледачите. Јуре Лалич 8, 16, 9 па 10 коша. Тука некаде околу 11 поени во просек на надпревар во оваа финална серија за Јуре Лалич. Сега промашува од линијата. Во првиот дел 14 од 15 од пенали имаше составот на МЗТ Скопје, што е навистина извонреден ефект. Само 2 промашувања од 17 пенали до сега. 51-43. Највисока разлика. Дарко Соколов од полудистанца, асистенција сепак и поени за Мавра, односно за Чомагиќ. Дарко Чомагиќ 9 коша, по оние 2 промашени слободни нанижа 7 поени на брзина. Сега уште еден фаул. Бојан Трајковски оди надвор, за него тоа е 4-та лична грешка. Подзаборавивме на фактот дека има 3 прекршоци и Лабовиќ направи 3 на почетокот на овој трет период. Тоа е значајно се разбира како предност за МЗТ, особено во ситуација кога Шарлон Клов погодува тројка. 4-та тројка за МЗТ. Клов игра извонредно, 21 поен плюс 9 за Штрковите. За сега тие се повисоко, поблиску до кошаркарскиот врв од Соколите. Има лична грешка на Дарко Соколов. Уште еднаш тој момент. Тука беше Лалич и еве го тој удар на Јуре Лалич, што судиите го окарактеризираа како прекршок. Трета лична за Лалич, тој е прв играч кај домашниот состав со 3 фаула на надпреварот, а Трајковски веќе има 4 лични. Повлечен е Чомагиќ од игра. На негово место Зековиќ. Пери. На влез Кендрик Пери. 5 поен. Во вистинско време. Може би е ова период кога Кендрик Пери треба да го врати ритамот од претходните надпревари. Мијатовиќ и Зековиќ. Мијатовиќ инсистираше да ја завршува акцијата, меѓутоа добро поставен Зековиќ и испушти топката Данило Мијатовиќ и сега Лабовиќ. 13 коша за Лабовиќ во првиот дел. Добива топка во рекетот, овде мора да има прекршок, беше Теймс до него
Тука некаде и Шарлон Клов, меѓутоа далеку се од можност да го запрати. Еве го Теймс, гледате, држеше. За Ксавиер Теймс, втора лична грешка, а Лабовиќ е на линијата за слободни. Даде 3 тројки и 2 двојки до сега во надпреварот. Драган Лабовиќ. И веќе над оној просек што го имаше на претходните 4 меча од оваа финална серија. 14 коша Лабовиќ. Беше 54-45. 3, а сега и 4-0 серија за Соколи. Лабовиќ 15 коша. Плюс 5 за МЗТ Скопје. Подсетување на полувремето беше 4 разлика. Теймс, односно Клов, извонреден е Шарлон Клов. Прекрасен дриблинг, игра симултанка. 23 поен за Клов. Мавра, на влез, и тој од табла. Не успева да погоди, ке има 2 слободни фрлања Доминик Мавра. А со овој прекршок МЗТ веќе го исполнува бонусот во овој трет период. Еве го уште еднаш влезот на Мавра, допирот на Ѓуровски за овој фаул. Прв за Стојан Ѓуровски. Мавра 9 поен. Ке почека на 10-тиот. 4 промашени слободни фрлања во првото полувреме за Карпош Соколи. И еве сега ова едно на Мавра, 5 вкупно. И замислете, пеналите да беа подобри кај Соколи, те беше и подобар резултатот. Само со еден статистички податок, што зборува за нијансите кои што го носат МЗТ на плюс 8. Со овој кош на Ѓуровски, за него четврти, а прв од игра. Пери против Ѓуровски, Кендрик Пери. 7 поен. Драган Николич го повика Чомагич повторно да се врати на паркетот. Ѓуровски, Лабовиќ одземена топка, Кендрик Пери оди сам, овде нема да има проблеми за Пери. Надвижа веќе 9 коша, 58-54, нерешено е во третиот период, а со оглед на оваа серија на Соколи, Анте Назор бара тайм-аут, плюс 4 МЗТ. Ne dajemo lagan poen, a na 4 strana Čole ode si to vježbamo cijelu sezonu. Gol, okej. You must slow and go on this side, okej. Iskaču na tome, samo krenu neki korak odmah. A ne smijemo izgubi loptu, pa dajemo i lagan poen. Amo, Stef, Čavi, hajde, take it. Ej. Idemo sad odigra kako treba. Dobar blok. When you see aggressive defense. Balls, okay. Not for side. Spread. Hand off. Spread. Amo ovako. Nakon hand offa ti ajde ovde. 4 strana. Nakon hand offa ti ajde ovdje, ti popaj ovdje da ih raširimo malo. Ajde. Стојан Ѓуровски на влез, па Синовец од табла, не успева во 2 обида Стефан Синовец и еве ги сега се Соколи во налет. Кендрик Пери на влез, погодува. Се радува Лабовиќ затоа што знае дека Соколи завршија голема работа што не дозволија МЗТ долго време да игра на највисока позитива од 9 коша, да е близко до двоцифрена разлика. Пери влегува во ритам. За него веќе
9 коша во оваа фаза од надпревара. 58-57. Серија од 12-1 за екипата на Карпош Сокол. Мијатовиќ. Клов. Сега Мијатовиќ удвоен, некој е слободен, Стојан Ѓуровски го користи тоа за влез и погодува Ѓуровски. Него шести поен. Да се прекине серијата на противникот. Кендрик Пери сега форсира, оди за тројка. Трето промашување зад линијата на Соколи во третиот период. Остануваат на оние 8 тројки од првиот дел. Со 50% реализација, сега се разбира тој просек расипа. Шарлон Клов, Дреновац, од аголот на теренот, Ѓорđе Дреновац. 16 коша. Ова е петта тројка за МЗД Скопје, втора во второто полувреме. Или сепак згазил, велат судиите на линијата Дреновац, не е тоа тројка. Останува на 15 коша. Ѓуровски, па сега Синовец. Оди сам до крај, на втор обрач, тешка ситуација. Не успеа Стефан Синовец. (4:0) е серијата на Анте Назор по неговиот тајмаут. Мавра ќе вади за Чомагич, ова е лесна позиција. Жарко Чомагич одработе се како што треба Доминик Мавра. Неговата асистенција тежи повеќе од кошот на Чомагич. Мина 8 секунди, велат судиите. А МЗТ не успеа да ја пренесе топката на противничката половина. Ова е оној претходен момент и атрактивното минување на двајца играчи на Шарлон Клов и потоа кошот на Дреновач, што е двојка, а не тројка. Еве го Драган Лабовиќ. Има 3 фаула. 4 за Бојан Трајковски. Тоа во периодот кога МЗТ се одлепи на 54-45, на највисоки плюс 9. Но се вратија Соколите. Сега имаат можности да израмнат. Кендрик Пери за тројка, нерешено. 15 коша. Магична четвртина на Пери со 12 поени. Теймс, прекршок Зековиќ. Беше 54-45. Од тој момент 17 коша за Соколи, 8 за екипата на МЗТ Скопје. Беше далеку Ксавиер Теймс. Едноставно го канеше Кендрик Пери да ја постигне првата тројка на овој надпревар. Го исполнија бонусот двете екипи на линијата Ксавиер Теймс. За него 11 коша. Еве го и 12-тиот. Плюс 2 МЗТ. На прагот сме на последната минута од третиот период. Пери излегува. Зековиќ на блок, сега презема Лалич. Лалич против Пери. Пери е побрз. Го користи тоа што оцевува чекори, велат судиите. Логично беше решението на Пери да влезе во рекетот, да го мине Лалич. Еве го тој момент. Меѓутоа ја припати топката, ја задржи. Ова е повеќе војна игра и чекори од се по нешто. Правилна одлука на судиите. Дреновац. Пред него Пено. Дреновац оди на влез. Тешка ситуација за Ѓорđe Дреновац. Не успева да погоди. И на крајот Соколов.
ова е мртва топка, ќе припаѓа на Соколи затоа што првиот напад во третиот период го имаше составот на МЗТ Скопје. Повторно мал прекин, за да се избрише паркетот под кошот на Соколи, каде што претходно падна, борбен беше Дарко Соколов. Пери. На блок Пенов. Пери оди на влез. Па Лабовиć, шут за тројка. Нема водство за Карпо Соколи, но тука е Дарко Соколов. Нови 14 секунди за напад и сега до крај може Соколи да ја држи топката. Хендрик Пери против Дреновац. Пери оди на дриблинг, завршува сам, тешка позиција. Пенов успеа да припади топка, но 62 поена за Карпо Соколи, 64 за екипата на МЗТ Скопје на влезот во решавачкиот период во сезоната, во битката за титулата во ова финална серија од нашиот кошаркарски шампионат. Во третиот период 21-19 за екипата на Карпо Соколи. Карпо Соколи даде една тројка од 5 обиди во третиот период, што е слаб процент споредбено со првите две четвртини. 9 од 21, 42% за Соколи шутот на тројка вкупно, 4 од 15 за МЗТ, само 26%, но МЗТ има 18 погодени од 20 слободни фрлања, а Соколи се со 7 од 12 од пенали, значи 5 промашени слободни фрлања. Подобар е процентот на МЗТ за 2 коша, 58 наспроти 45%. МЗТ подобро скока, 29 прифатени топки наспроти 20 на противникот, но и 3 грешки повеќе на МЗТ Скопје. 4 асистенции плюс за Карпо Соколи. Тоа се некаде израмнети бројки во текот на овој надпревар. А пред нас се 10 последни минути од ова надпреварувачка сезона. 64-62 предност за МЗТ Скопје. Сите 3 четвртини до сега завршија со 2 разлика. Првите две во полза на домаќинот. Третиот период 21-19 за екипата на Карпо Соколи. Правиот напад во оваа фаза за МЗТ Скопје. Клов, Теймс, Дреновац, Лалич и Мијатовиќ за МЗТ. Соколов, Мавра, Лабовиć, Зековиć и Чомагиć за Карпо Соколи. Мијатовиć има 6 коша. Лалич, одличен Соколов во одбраната. Додава за Мавра. Погодува Доминик Мавра по 2 промашени тројки во третиот период. Мавра 12 кош, ова е 10-та тројка за Карпо Соколи и предност. 65-64. Последен пат водство имаше Карпо Соколи таму некаде
на 3 минути до крајот на првиот период од надпреварот и на почетокот на вториот, кога беше 26-22. Од тогаш постојано предноста на страна на МЗТ Скопје. Трета лична грешка Чомагич. Рано ги заработи првите две, па потоа добро калкулираше во одбрана. Се поагресивни, се подобри се играчите на Карпош Соколи во дефанзива. Неколку пати прочитаа како ќе одат акциите, додавањата во рекетот и пресекуваа. Сега лична грешка Соколов. За него трета. 4 има Бојан Трајковски рано уште во третиот период. И четворици играчи со по 3 фаули кај Соколи. Кај МЗТ нема кошаркар со 4 прекршоци, Клов и Лалич имаат по 3. А сега четврта лична и за Лабович. Ова веќе станува проблематично. Треба да одат агресивно на Клов и одат центрите на Соколи во овие акции 2-2, но четврти фаул е проблематично, се разбира, за Драган Николич. И мора да биде Лабович повлечен. Се враќа Кнежевич во игра. Лов за Теймс. Осамен за тројка. Не погодува Теймс, но доаѓа топката до Мијатович. Повторно Ксавиер Теймс. Ова е напад за МЗТ. Нема премногу можности Кендрик Пери да се одмора по извонредниот трет период. Оние вкупно 15-12 коша во таа делница од надпреварот. Кендрик Пери се враќа на теренот на местото на Сокол. Мијатович. Неуспешен Данило Мијатович. Останува на 6 коша од првиот дел. И како да отвори во продолжението од овој надпревар. Кендрик Пери на влез. Се е овде чисто, но Кнежевич приваѓа топка и погодува. Први поени за Душан Кнежевич во финалната серија. Не само на овој меч. Главно влегува малку да одмори во ротацијата на центрите, но еве го Душан Кнежевич, освојувачот на титулите со Фен Индустри во 2008, 10 и 11 за плюс 3 на Карпош Сокол. Долго време МЗТ е без поени. Шарлон Клов. Мијатович од место за тројка. Погодува Данило Мијатович. 9 поен во вистинско време. Петта тројка за МЗТ. Мавра. И сега пресилно за Чомагич. Завршуваат ли кризните минути за МЗТ? Нерешен е резултатот. На повидок е драма и во оваа мајсторка од серијата. Претходните два меча во оваа сала завршија со 1 и со 6 разлика за МЗТ Скопје. Шарлон Клов фаулиран кога шутира за тројка. Ке има 3 слободни фрлања. А веќе и четврти тимски фаул за Карпош Соколи. Трет за Мавра. Еве го тој момент. Тој допир кој што ќе му овозможи на Шарлон Клов да оди близу и 30-ката. Даде 9 коша на првиот натпревар. 19 на вториот. 21 на третиот. 14 на четвртиот меч Шарлон Клов. 15,8 коша беше неговиот просек во оваа финална серија. И на овој меч 22 поена. 4 скока, 3 асистенции. Сега непрецизен. Нула од 2.
18-22 од слободни фрлања за МЗТ. Сега 19-23, 24 поен за Шарлон Клов. 1 плюс за МЗТ. Кендрик Пери за тројка. Не успева да погоди, но Зековиќ е тука со офанзивен скок. Со елементот во кој што МЗТ беше подобар на овој надпревар. Сега Пери имаше аут, игра со нога сеедно, топката е за Карпус Соколи. Еве го тој момент, влезот на Пери, обидот да го најде Кнежевиќ и реакцијата на играчите на МЗТ Скопје. Мавра се враќа на теренот на местото на Чомагиќ. Мавра скази на линијата, 2 поена Мавра. 14 коша за Хрватот. Значајни поени, 7 минути до крајот на мајсторката од финалната серија. Дреновац. Па на влез Шарлон Клов. Полесно води од вакви потешки ситуации отколку од слободните фрлања. Брои 26 поени Шарлон Клов. Далеку напред. Мавра има 14 по 15 Пери Лабовиќ кај Соколи. 11 Чомагиќ. Пери сега за 2 коша. Не погодува. Се бори Зековиќ. Прифаќа Клов. Половина трибина сигнализира дека треба да се смири нападот. Акцијата на МЗТ Скопје. Еве го Дреновац за тројка. Не погодува. Имаше добра позиција и требаше да го искористи тоа, да го упати овој шут. Ѓорđe Дреновац. Мавра. Додавање за Кнежевиќ. Одлична асистенција на Доминик Мавра. Се сеќавате на она претходна. Кнежевиќ 4 коша. Промена на предноста. Средина на четвртиот период. Јуре Лалич. Додава за Дреновац. 2 на 2. Одлична игра. Атракција. Лалич. Негов петти поен. И тайм-аут бара Драган Николич. 72-71. 5 минути и 22 секунди до крајот на финалето на финалето. Сайфен ротейт. Немојте, ало, ovo mora da bude zero switch. Ako izaš u dule, uzmi igrača, presjeći ćeš odmah. I Dare nek se uključi u pikove. Peri, go. Orbek, and push the ball on Dare sometime. Isto ovako, ako igraju Laba, Dule izmena. Ako igraju neka Laba na postu, zone offense i Labo and Fist. Man to man. Play. Ostavi Dule jedan za drugog, 55. And space. Ajde, igraj. Karpuš! Sokoli! Малку за индивидуалниот ефект на кошаркарите. Клоп има 5 од 6 за 2 поена, 3 од 6 за тројка. Извонреден шут на Шарлон Клоп. На другата страна Мавра, 4 од 8 од поле. Меѓутоа со исклучителен ефект и од 5 асистенции Доминик Мавра. А еве го сега неговиот 16-ти поен за да биде најефикасен во редовите на Карпус Соколи на 5 минути до крајот на овој надпревар. Враќа веднаш на противната страна Дреновац. Негов
17 поен. Повторно промена на водството. Се игра кош по кош. Кендрик Пери. Излезе Лабович на блок. Треба да внимава. Има 4 фаула, како и Трајковски, кој што долго време на клупата. Зековиќ сега за тројка. Знае да погоди. Овој пат не успева. Шарлон Клоф. Него почека Мијатовиќ. Па Дреновац, осамене за тројка. Не проработува левицата на Ѓорđe Дреновац. Овој момент. Па Пери и направен прекршок над него. Верували или не, по 5 минути и 48 секунди игра во овој период решавачки МЗТ ја прави првата тимска лична грешка. Еве во тој момент кога Пери се обиде да влезе, не беше во позиција за поени, затоа е оваа топка отстрана. Смафоров не е впишана лична грешка, може би е нешто друго судено или сепак сега. Број 9, Клоф, негова четврта лична грешка. Тоа може да биде опасно за МЗТ Скопје. Останува Клоф во игра, сега и Мијатовиќ прави фаул, но четврта лична за Клоф, а трета за Мијатовиќ. Она претходна информација се разбира опасна за Анте Назор, но Клоф мора да игра. Со оглед на неговиот достигашен ефект. Соколов за тројка, погодува Дарко Соколов. Злато вредна тројка. За него 5 коша. 11-та тројка за екипата на Карпо Соколи, која што пак се приближува тука некаде до 50% реализација на ударите зад 6,75. Се сплетка кошаркарите на МЗТ Скопје и сега прави прекршок Мијатовиќ. И за него тоа ќе биде четврта лична грешка. 11 од 24 тројки за Карпо Соколи. Плюс 2 на 3,5 минути до крајот. И на брзина 3 тимски фаули за МЗТ. Четврта за Мијатовиќ, четврта за Клоф. 4 фаули има Трајковски и Лабович кај Карпо Соколи. Его повлечен е Клоф. Ќе биде потребен во завршните моменти. Сега Пери. Адем Мекич е во игра. За да биде агресивен на одбрана на Пери. Како што е сега. Четврти тимски фаул. Ќе биде ова пак топка отстрана. И 14 секунди напад за Соколи. Имаат голема можност играчите на Карпо Соколи да дојдат до позитива која што не се стигнува со еден напад, па во еден ваков надпревар на 3 минути до крајот, тоа е, се разбира, голема разлика. Сега Мавра со топката, излегува на него Лалич. А Соколов минува за момент, одлична акција Соколов, Лабович. 17 коша Драган Лабович. 78-74. Ечи од трибините, каде што се навивачите на Карпо Соколи. Зиновец. Мијатовиќ неуспешен, меѓутоа има лична грешка во борба за позиција, да видиме од кого. Еве го тој момент. Ако е тоа Трајковски е петта лична. Не е Трајковски, туку Лабович. 5 лични грешки за Драган Лабович. Се враќа Зековиќ во игра. До крајот на мечот нема да може, се разбира, да се врати Лабович. Завршува пред време на 2:45 до крајот. Ова може да биде значаен момент. 4 разлика за Соколи, Лалич застанува на линијата. Влегуваме во фаза кога пеналите не смеат да се промашуваат, а Лалич не е најсигурен изведувач. 63% реализација за него од пеналите. Втори или трет сепак промашен денеска. И сега успева. 6 поен за Јуре Лалич.
Мавра. Нема да брза. Ќе оди на долг напад составот на Карпо Соколи. Кендрик Пери. Против Лалич. 1-1. Кендрик Пери за тројка. Голема далечина. Нема кош. Може би ќе беше поумно да оди на влез. Евентуално да иницира прекршок. Вака Дреновац е фаулиран во противничкиот рекет од Кендрик Пери и ќе застане на линијата за слободни, а Дреновац е поинаква приказна од слободни за разлика од Јуре Лалич, например. За Пери ова е трет фаул. Ќе ја забележиме онаа разлика од 78-74 на Карпо Соколи на 2:45 до крај. Таа разлика и овој напад на плюс 3, нереализиран со шут за тројка на Пери, можат да го однесат овој надпревари во една друга насока, но секако ќе биде тесно, ќе биде близко. Може би за продолжување. Како круна на неизвестноста во оваа серија. Дреновац 19 коши. Нерешено е. Серија 4-0 МЗТ. 2:10 до крајот. Мавра. Се врати крвта кај навивачите на МЗТ Скопје. Мавра над Лалич за тројка. Големо промашување. Зошто се инсистира за шут за 3, без оглед што и Мавра и Кендрик Пери погодуваат од такви ситуации. Тоа не е за нив невообичаено. А МЗТ оди сигурно чекор по чекор за плюс 2. 28 кош. Шарлон Клофи, Драган Николич бара тајм-аут. Серија 6-0 за МЗТ Скопје, минута и 50 до крајот. Каре изводи лопtu, isti onaj vod. Čeka Bojan. Prvi. Peri. Prvi neka ide Mavra. Mavra prvi neka ide. Peri, Gorki. Napravite prva dva bloka pred Kopski i Zeković za Mavru. Onda ide Peri odavde za blok. Na Princu. Peri. Lane. Nice. Beat. Bojan. And beat. Sokolo. Nice. Jason Ball. Puši Ball. Alo. Sijatović. Alo. Pas. Шута за тројка на Пери и на Мавра над Јуре Лалич, над највисокиот противнички играч, во ситуација кога предноста на екипата на Карпо Соколи беше 3 поена и потоа на нерешен. Сега Трајковски е повторно на паркетот. 5 лични заработи Лавович. Ја губа топката Соколи, но Трајковски се бори. Што оцевува аут? Аут за Соколи. Голема борба. Дреновац не ја задржа топката, но ги крена на нозе сите од клупата на МЗТ и делото од наливачите за домашниот состав. Кој ќе има повеќе нерви во оваа завршница? Ќе одбранили МЗТ тврдината. Прекршок Синовец над Кендрик Пери. Агресивно се разбира, се оди на топка, на работ на прекршок, како и во оваа ситуација, и подарени се две слободни пролања. Во ситуација кога тешко одеа неколку последни напади на Карпо Соколи. Кендрик Пери. 16 поен за него, прв во овој дел од надпреварот, во оваа четвртина. Кендрик Пери шутира со 80% реализација на фрлањата. 17 коша, нерешено е.
Дреновац. Лалич против Зековиć. Еве го Мијатовиć, крај него Трајковски. Излегува Трајковски на Дреновац. Направи ролинг и каква тројка на Ѓорđe Дреновац. 22 поен. Шеста тројка за МЗТ Скопје плюс 3. Маестрален потек, маестрална тројка на Дреновац. Мавра подава за Трајковски, оди против Дреновац. Посилен е Трајковски, што оценува. Аут за Карпо Соколи. Трајковски бара прекршок. Еве го оној претходен момент. Ролинг околу Трајковски, прекрасен дриблинг, шут над Мавра. 83-80. Хендрик Пери. Не мора Соколи да одат на тројка, но битно е да реализира. Трајковски за тројка, не успева да погоди, се бори Зековиć да освојува топка, па е кај Шарлон Клов. Се менуваат настаните како на филмска лента. На 78-74 на 3 минути до крај, предноста на Соколи беше голема. Но еве го сега МЗТ во победничка ситуација кога го реализира овој напад. Шарлон Клов. Уште 4 секунди. Тука е Трајковски. Добро се брани Трајковски. Клов и изводи прекршок Шарлон Клов. Од овој напад остана уште 0,6 секунди. 6 десетинки. Трајковски петта лична грешка. И тој ќе оди надвор. И што е позначено за МЗТ, на 28 секунди до крајот ќе има 2 слободни фрлања. За Шарлон Клов. 28 коша на овој надпревар. Но ќе подсетам, промаши 2 слободни фрлања во второто полувреме. Ќе видиме дали ќе биде мирна сега неговата рака. 3 од 5 под линијата Шарлон Клов. Беше значено да погоди барем еднаш. Зошто? За да оди разликата над 3 коша. Значи да биде достижна со најмалку 2 напада. Апати пресечен Клов и Драган Николич ке бара тайм-аут. 85-80, 28 секунди до крајот. Даре, излади! Шаре! Ери, Мавра! Сека он! Middle zero! Шаре! Сека! Шаре, Ери, Мавра! Ovde primate loptu, ova dva idu ovamo. Dare, daješ pas. Seko, zavodi blok za Dare. Seko makes three. Dare, you are here. No pass. I got the ball. Yes. Pass for Dare. Clear. More spacing. More spacing. Ajmo, ajde bre. You have time. Sokoli. Не е потребно чудо за да падне тврдината Аеродром. Меѓутоа 5 разлика. На 28 секунди до крајот се тешко достижна негатива. Меѓутоа има шанса Соколи. Без обзира што МЗТ е во серија од 11-2 од моментот кога Соколи водеа со 78-74. Хендрик Пери. Потребни се брзи поеми. Пери шутира за тројка. Нема тројка. Зековиć од табла погодува. 7 поен за Зековиć. Сега ќе има прекршоци. Пенал завршница. Но добро е за МЗТ што топката дојде до Дреновац, кој што е еден од подобрите изведувачи на пеналите. Четврти фаул е ова за Чомагиć. И сега долго веројатно ќе траат овие 15 секунди во зависност од тоа дали Соколи ќе успеат брзо да реализираат. Но еве го промашува Дреновац.
останува на 22 коша. И сега 23 поен, плюс 4, Кендрик Пери. Ке мора да има барем шут за 2 коша, реализиран. Мавра се обидува за тројка, не погодува Мавра и оди ова топка во аут. Се е веќе готово. Се е веќе готово. На 3 секунди до крајот, плюс 4 за МЗТ и напад. Веќе нема простор за ништо, освен за уште една нова титула на екипата на МЗТ Скопје. Да резимираме. Одбранета е тврдината Јане Сандански во аеродром. 6-ти пат поред МЗТ Скопје е шампион на Македонија. Триумф во мајсторката од финалната серија против Карпо Соколи 86-82. Во еден израмнет надпревар во кој што едните и другите долго се менуваа во водство, а највисоката разлика за МЗТ беше 9 коша, 54-45. Меѓутоа Сокол има добитничка варијанта и голема предност на 3 минути до крајот. 78-74. Од тогаш извонредна серија направија прваците на Македонија 11-2 за предност 85-80. 5 лични грешки за Лабович и за Трајковски во тој период и Соколи не можеше да дојде до двојна круна. Кај МЗТ Скопје 30 коша за Шарлон Клов, 23 за Дреновац, 12 поени за Дейнс. Во редовите на Карпо Соколи 17 поени за Пери и за Лабович, 16 даде Мавра, двоцифрен ефект имаше и Чомагиц со 11 коша, но на крајот Соколи му подаваат рака на тимот на МЗТ Скопје, кој 6-ти пат едно по друго е првак на Македонија. Тимот од Аеродром ја освојува 14-тата титула во клубската историја, затоа што покрај 6 првенствени има и 8 од купот, а Карпо Соколи завршува една прекрасна сезона во која што играше рамноправна финална серија, а ја освои и куп титулата. Еден надпревар кој што одговараше на цела ова серија. Надпревар во кој што двата тима се менуваа во водството. Има добри и лоши моменти, меѓутоа, ако сакате и умешноста, особено на крајот, може би доза на среќа за МЗТ за оваа победа. Зошто? Затоа што ќе ве потсетам дека Сокол има неколку шутеви од далечина над човек за тројка како единствена опција, начин да ги завршуваат последните напади кога се решаваше победникот. А има сосема поинаква опција на 78-74 на 2:45 до крајот. Дозволија со шутеви за тројка да ја упропастат разликата. МЗТ со слободни фрлања и со шутеви за 2 коша ја направи предноста, направи пресврт со таа извонредна серија од 11-2 и на крајот сосема заслужено триумфира. 5-ти пат поред МЗТ Скопје го победи Карпо Соколи во оваа сезона во Јане Сандански, во својата сала, и сето тоа едноставно значеше дека овој трофеј за МЗТ Скопје, за нашиот АБА лигаш кој што и наредната сезона ќе ја представува Македонија во Јадранското друштво, е сосема заслужен. Гледаме капитенот Марко Симоновски кој што не можеше да игра во ова финале поради повреда, но ќе ја има честа да го крене победничкиот пехар. Не под застана МЗТ со лошиот почеток во Јадранската сезона. Менуваше тренери по Рајковиќ и Ончевски, на кормилото дојде хрватот Анте Назор. И на крајот успеа да дојде во позиција да го освои првиот клубски трофеј по оние времења кога освојуваше медали со младинските репрезентации на Хрватска на европските и на светските првенства. Почнува и оној церемонијален дел, прогласување, односно доделување на медалите. Борче Даскаловски, асистентот на Драган Николич,
не можат Соколи, не треба да жалат. Се разбира дека има шанса во ова финале да дојдат и до двојна круна, до титула. Не успеаја во тоа. Меѓутоа, повторно ќе речем завршуваат една сезона која што за нив е најуспешна во историјата. Прв пат играа финале во првенството и тоа добро, равноправно, до 5 надпревари. Прв пат го принудија МЗТ Скопје во мајсторка да дојде до Пехар, а од друга страна Карпо Соколи ја освоија и титулата во првенството. Може би ќе беше поинаку Лабовиќ и Трајковски да не заработеа петлични, особено не Лабовиќ на нешто помалку од 3 минути до крајот на надпреварот во ситуација кога Сокол има позитива од 78-74, но сега тоа се нијанси кои што остануваат дел од историјата. Реалноста вели дека МЗТ Скопје го слави трофејот. Дамјан Јакимовски, Кендрик Пери, Дарко Соколов, Игор Пенов, Иван Сапунџиев, Бојан Трајковски, Филип Бакоч, Душан Кнежевиќ, Драган Лабовиќ, Драган Зековиќ, Доминик Мавра и Жарко Чомагиќ игра за Карпо Соколи. Новој надпревар, нема да го забравиме и Андреј Атанасов, кој што беше дел од екипата на предходните надпревари. Кендрик Пери даде 17 коша, повторно беше еден од лидерите кај својот тим, но не можеше да одигра до крај, а тоа значи дека ќе се радуваат на трофејот кошаркарите на МЗТ Скопје. Во 2012-та го победија Фени со 4-1 и по многу години чекање во сопствените витрини го обезбедија првиот шампионски Пехар. Претходно има 6 неуспешни финали. А потоа во 2013-та Кожух со 4-0, 14-та Работнички со 3-1, 15-та Куманово со 3-0. Тоа беше единствена титула досега што тимот на МЗТ ја прослави на домашен терен. Се друго беше победи на гостувања и примање Пехар во туѓи сали, како и лани против Куманово, кога со 3-1 триумфираше составот на МЗТ Скопје. Сега, оваа надпреварувачка сезона, 3-2 против Карпо Соколи. Ксавиер Теймс, Стефан Синовец, Адем Мекич, Стојан Ѓуровски, Шарлон Клов, Марко Симоновски, Леонид Тодоровски, Ѓорđe Дреновац, Љубомир Младеновски, Јуре Лалич и Данило Мијатовиќ, предводени од Анте Назор, игра во оваа финална серија. 30 коша Клов, 23 Дреновац, 12 Теймс, 9 Мијатовиќ, по 6 Ѓуровски и Лалич. Тоа се стрелците на овој надпревар. 9 меѓусебни дуели во оваа сезона. Во АБА лигата, во Суперлигата, кај нас и во оваа финална серија. 6 победи за МЗТ, 3 за Карпо Соколи. 5-0 во арената Јане Сандански. Ете зошто за МЗТ беше значајно да го оствари оној биланс од 9-1 во Суперлигата и да се избори за предност, да се избори за можност во евентуална мајсторка во ова финале да игра на домашен терен. Ова е стручниот штаб на Анте Назор и председателот на клубот Видо Јасекуловски. 38 годишниот Назор се радува на шампионска титула по оние 7 медали со младински репрезентации на Хрватска. Последно сребро од светскиот шампионат за играчи до 19 години. Шарлон Клов е прогласен за MVP во ова финале. Сосема заслужено, разбирливо, затоа што на овој меч одигра една извонредна партија. Не беше во почетниот тим, но од генералниот секретар на МКФ Моника Гавриловска. За Шарлон Клов признанието за најкорисен играч во овој финален надпревар. А сега и Пехарот за шампионот од рацете на председателот на Македонската кошаркарска федерација Петар Наумовски, за Марко Симоновски, за капитенот на МЗТ Скопје. Пред 2 години во финалето со Куманово, што неговиот тим го доби со 3-0, Симоновски заедно со Сејат Чековиќ беше најкорисен играч.
поради повреда не можеше да настапи во ова финале, но еве го во свечениот чин, за него е главното место, за него е главната улога. МЗТ Скопје се радува на шампионскиот прстен. Карпо Соколи ја освои титулата во купот и тоа е, почитувани гледачи, разврската на домашната кошаркарска сезона 2016-2017. Ние со вас бевме во изминатите 10 месеци од првите звуци на кошаркарските терени во април, односно во октомври минатата сезона. Ги следевме и куп над преварите, имитувавме голем број преноси. Често пати не можеме да се разбереме со нашите екипи околу термините на одигрување, за да можеме да ви понудиме повеќе или пак во одредени случаи поквалитетно. Но сепак ја издржавме, ја дотуркавме оваа сезона до крај, во која што повторно се радува тимот на МЗТ Скопје Аеродром, нашиот старонов шампион и представник на Македонија во Јадранската кошаркарска лига со 12 екипи од наредната надпреварувачка сезона. Толку од овој пренос, почитувани гледачи, толку од оваа домашна кошаркарска сезона. Останете со нашите програми, затоа што за некоја минута на првиот канал на Македонската телевизија продолжуваме со елитен спорт, со финалето на Лигата на Европа во фудбал и еден извонреден дуел на Манчестер Юнайтед и на Ајакс. Ке дознаеме кого ќе пречекаме на арената Филип II во Скопје на 8 август во Суперкупот на УЕФА. Пријатна вечер.